Конечно, за прв пат кучињата скитници во Тетово започнаа да се третираат. Веќе неколку дена бездомните животни се заловуваат со специјално возило и се згрежуваат во овој нов стационар во близина на железничката станица. Додека престојуваат таму, животните ќе бидат третирани под постојан надзор на ветеринарен тим. Потоа ќе бидат чипирани и вратени од местото каде што се заловиле. Ова е прв пат во Тетово се деси, на крајните од 90 навамо, а ова е многу битно за нашите деца, за нашите најблиските и тие што ни дојдат туристи или нешто друго што дојде во Тетово, многу битно е ова да биде Тетово е чист. И ние, општина земаше некои работи да ги заврши и многу битно ова е. Ние као доктори сакаме да направиме нешто добро за нашите граѓани и му помогнеме на една страна на општината на граѓаните и тука прво имаме специјална кола што ги зема кучињата на град и ги носи во прифатлиште доле. После таму стојат 24 часа, се зема крв за болест за лишмањоза, се прави тест, брзен тест. Таму се прави тоа ако е позитивен или негативен се гледа, ако е позитивен тога директно се уништи и после од таму се носи тука и се оперира. И ако е женско се стерилизира, ако е машко се кастрира, се дава вакцина за беснило, микрочип се стави, ушна маркица и апчиње за внатрешни паразити, за надвршни паразити, да биде чист кога ќе се пуши кучето. Од општина Тетово вела дека нивна проценка е да заловат и згрижат околу 240 кучиња на годишно ниво. Последниве неколку години проблемот со кучињата скитници во Тетово стана алармантен. Овие бездомни животни неохранети во неколку наврати затруени, станаа агресивни, пошто Центарот за јавно здравје зачестено регистрира напади од кучиња скитници, кои се болни од шуга, но и лешманиоза. Голем дел од децата со инвалидитет немаат можност до крај да се школуваат. Тие пак кои успеваат да завршат високо образование, не може да се вработат. Дритон Фетај од село Пршовце, лице со посебни потреби, има завршено правен факултет. Со години се пријавувал во Центарот за вработување, бил повикан од една фирма за работно место според неговото образование, но кога дошол на интервју и кога собствениците увиделе дека станува збор за лице со посебни потреби, му понудиле работно место хигиеничар. Дритон револтира не сакаше јавно да зборува пред камера за дискриминацијата на општеството кон него, ни раскаже неговиот татко. Го гледам детето се загрижува. Загрижен ми седи нон-стоп, без работа. Вика, тато сум завршил факултет, а седим дома. Не повикува на разговор и кога ќе слушнат дека има тоа и го избегнуваат разговорот. Кога станува збор за вработување на лицата со посебни потреби, подобра не е состојбата ниту во институциите. Например, во општина Тетово од над 500 вработени, само 5 лица се со инвалидитет. Мамут Изир е еден од нив, но тој како и останатите се соочува со безброј инфраструктурни препреки во самата општина, а голем проблем е што се уште не може да добие решение на неопределено време. Веќе работам во општина Тетово веќе 9 години. И каде што уште не ми е статусот како со решение, без статус сум уште. И што се малку потеши, например, количкаши, што се, нормално тие ми треба поче услови. Не само во канцеларијата да биде пристапна на него, не му треба и тоалет и тоа што да ги извршува тие секондерните работи. Но проблемите на лицата со посебни потреби започнуваат од нивната најмала возраст во образовниот процес. Основните училишта подолг период се соочуваат со недостиг на дефектолози, психолози и педагози. На поголема пречка, оваа категорија ученици не идуваат кога треба да продолжат со средното образование. Во Македонија постојат само 2 специјални училишта на македонски, а на албански јазик ниту едно. Целата репортажа за лицата со посебни потреби, нивните проблеми и предизвици, ќе може да ја гледате во емисијата Зборуваме за хендикепот, кој ќе се емитува вечерва на телевизија КИС во 20 часот и утре во 17 часот и 30 минути. Не стивнува епидемијата на морбили во Тетово и во текот на изминатата недела се пријавени 8 нови случаи на мали сипаници. Бројот на заболени се зголемува и на територијата на целата земја. Во периодот од 17 до 23 мај пријавени се вкупно 105 нови случаи на мали сипаници.
Во текот на оваа недела најголем број од случаите, или 56, се на возраст над 30 години. Според вакциналниот статус, 81, односно 77,1% од регистрираните случаи се невакцинирани, непотполно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Освен Скопје со најголем број случаи, после него е Кичево, во кој што има 17, а сите останати се едноцифрени броеви. Во однос на досегашната дистрибуција по општини, имаме 5 општини во Западна Македонија кои што се во моментов приоритетни. Тоа значи Гостивар, Тетово, Кичево, Струга, Охрид, Дебар. Освен нив, Куманово е четврта општина по број на заболени од морбили во оваа календарска година. Вкупно досега се регистрирани 1625 случаи на морбили. Ова е апсолутно најголема бројка на заболени од морбили во периодот додека јас работам во оваа институција, а тоа е последниве 25 години. Според местото на живење, случаи на мали сипаници се регистрирани во 23 града, од нив 925 се во Скопје, 136 случаи се регистрирани во Тетово и 42 во Гостивар. Најголем број на случаите се од возрастната група над 30 години, 727. 278 заболени се деца на возраст под 1 година. Кај децата на возраст од 1 до 4 години се регистрираат 233 случаи. Според вакциналниот статус, 74,6% од заболените лица се невакцинирани, некомплетно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Од невакцинираните лица, 278 се на возраст под 12 месеци и не подлежат на вакцинација согласно календарот за имунизација. Од вкупно 233 заболени деца на возраст од 1 до 4 години, 87% се невакцинирани или со непознат вакцинален статус, а од 970 заболени кај лица на 20 годишна возраст, 65,4% се невакцинирани. Од пријавените случаи, 689 биле хоспитализирани, а кај 253 се регистрирани компликации. Од нив најголем број компликации биле кај деца до 4 години, што укажува дека оваа возрастна група е најзасегната и подложна на компликации. Вчера во полициското одделение Камењане 52 годишниот И.Ј. од село Камењане пријавил дека истиот ден околу 17 часот и 30 минути тој и неговата ќерка биле физички нападнати од 50 годишниот М.Ј. и 45 годишниот Ф.Ј. и нивниот син А.Ј. на возраст од 28 години, сите од село Камењане. Лицата биле приведени во полициското одделение Камењане. По целосно документирање на случајов против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вчера околу 21 часот и 30 минути во полициското одделение Галате било пријавено дека во локал во село Градец, општина Врапчиште, 25 годишниот БХ од истото село физички го нападнал К.И. на возраст од 24 години од село Градец. Според пријавеното, БХ со остар предмет му нанел убодна рана на левата нога на К.И. На К.И. му било укажана лекарска помош во болницата во Гостивар. Се работи на целосно расчистување на случајот. Полициски службеници вчера извршиле акцијска контрола во село Џепчиште и село Порој за спречување, откривање и приведување на странски државјани, кои по кој било основ прекршиле одредби од Законот за странци. При тоа биле приведени 10 државјани на Република Албанија. Тие биле задржани во СВР Тетово за понатамошна постапка. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 18 годишниот АЗ од село Зормиште Тетовско, поради постоење основи на сомнение за сторени 7 кривични дела, тешка кражба во период од 11.2.2019 година до 7.3 истата година на подрачје на Тетово. Пријавениот извршил тешки кражби во возила и одземал делови, пари и разни предмети, а во клиничкиот центар Тетово со потреба на сила влегол внатре и одзел исто така пари и лекови. Тешките кражби во куќи и станови со провалувања и вешти финти на крадците да дојдат до што побогат плен не се реткост на гостиварското подрачје. Крадците најчесто посегнуваат по злато, друг вреден накит и пари, но одземаат и други предмети, телефони, лаптопи, телевизори и слично.
Според податоците во годишниот извештај на полициската станица во Гостивар, лани во Гостиварскиот регион имало 272 тешки кражби. Полицијата успеала да расветли над 50% од нив. Вкупно 128 од тешките кражби биле во станови, куќи и викендици, 15 во продавници и маркети, додека 3 во верски објекти, цркви и манастири. Најголемиот број од кражбите биле извршени со насилно провалување на влезните врати или на прозорците и балконските врати во приземјата на објектите, како и со влегување преку подотворени прозорци или незаклучени врати, во присуство или при отсуство на нивните сопственици. Кратците причиниле материјална штета од над 11 милиони денари. Во текот на 2018 година на подрачјето на Гостивар се случиле и 13 разбојништва, од кои расветлени биле 5. Се преземаат интензивни мерки во реализирање на овие дела, со оглед на фактот дека се извршени на насилен начин, со влегување во куќи под закана со оружје и физичка сила, од оштетените биле барани пари, наведува полицијата. Исто така регистрирани се и кражби на автомобили, и тоа 21, како и 18 измами и уцени. Денеска во Македонија преовладуваше сончево време со мала до умерена облачност, но и потопло. Дуваше слаб до умерен западен ветер претежно во западните делови. Температурите се движеа од 7 до 20 степени. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност и топло и со слаб до умерен јужен ветер. Попладне облачноста ќе се зголеми кон крајот на денот. Во западните делови на земјата ќе има локални врнежи од дожд. Температурите ќе се движат од 8 до 21 степен.